Здраво, во почетокот на оваа недела, како понеделник, сакам да ја почнеме оваа недела свесно и присутно и да развиеме чувство за времето кое што поминува. Постојано слушам како луѓето се жалат. Времето многу брзо минува, децата многу брзо растат и се многу брзо се случува. Ама ајде ние свесно да успориме и да не протрчуваме кон животот, затоа што не оди животот брзо, туку ние одиме брзо низ животот. Всушност, не ни се случува животот на нас, ние му се случуваме на животот. Ако ја промениме перспективата, тогаш ќе знаеме дека за да ни забави времето, треба ние да забавиме. Ова видео денес го снимам на една тема која што е наменета за сите оние кои што се критикуваат и осудуваат кога ќе доживеат неуспех. Како да го претвориш твојот неуспех во нешто најдобро што ти се случило во животот? Така што ќе разбереш дека неуспех не постои. Едноставно не постои. Не можеш да доживееш нешто што не постои. Зошто велам дека неуспех не постои? Кога тежиме кон совршенство, тежиме кон нешто кое што исто така не постои. Совршенство не постои. Односно, дефиницијата за совршено во секоја прилика и можност е различна. Значи, совршено партнерство за мене можеби не е совршено партнерство за тебе. Можеби зборот совршенство кое што го барам во партнерството не е исто со совршенство кое што го барам во бизнисот или во пријателските односи. Така да, зборот совршенство за мене и дефиницијата која што си ја перципирам за тој збор е различна во секоја ситуација. Но сватив дека јас не сакам да тежам кон совршенство, туку кон чувство, емоција на исполнетост, целовитост, бидејќи совршенство е она кое што прави притисок да бидеме уште, да бараме уште, да посакуваме уште, да даваме уште, а прифаќањето на целовитост, исполнетост, доволност, всушност ме враќа во сегашниот миг да се присетам дека е во ред сега. Можеби утре би сакала да вежбам повеќе во теретана, ама и денес е доволно ова што го направив. И овој тренинг денес е доволен. Ако перципираме дека совршенство не постои и ако перципираме дека неуспех не постои, ние всушност си даваме слобода да постапуваме онака како што чувствуваме во овој момент и си даваме слобода да го прифатиме она што сме го постигнале и направиле денес, без критика и осудување дека е неуспех. Бидејќи нашето денешно постигнување воопшто нема врска со утре. Можеби утре ќе постигнам и дупло повеќе од ова што е денес. Ама ако денес се обвинувам и критикувам и ја спуштам мојата вибрација, јас не можам да сведочам на успех утре. Бидејќи успехот не е овде, успехот е овде. Сите тие убави и блажени состојби кои што можеме да ги осеќаме и чувствуваме, благодарност, радост, мир, исполнетост, целовитост, среќа, уживање, пријатност, сето тоа се наоѓа на повисока вибрација. Сите желби кон кои што тежеме, успех, постигнувања, финансиски постигнувања, кариера, титули, етикети, достигнувања позиции на работа, купување материјални работи, куќа, стан, автомобил, сето тоа исто така се наоѓа на висока вибрација. Што значи дека ако јас ја спуштам мојата вибрација, се осудувам и критикувам и се чувствувам негативно, јас се оддалечувам од самата себе. Не само што се оддалечувам од вибрацијата на која што се наоѓаат работите кои што ги посакувам, туку и се оддалечувам од самата себе. Односно, не сум во склад со самата себе. Да појаснам. На средината, ако визуализираме дека на средината на нашето тело постои како една мала цевка,
кое што ни е нашиот извор, од кое што примаме информации од квантното поле, од нашето више јас. Кога сме ние во склад и баланс со себе, односно кога чувствуваме мир, радост, исполнетост, целовитост, тие се нашите докази дека сме во склад и баланс со себе, ние сме центрирани во таа на наша линија и примаме од тоа квантно поле и сме во склад со нашето више јас и со нашата душа. Кога чувствуваме немир, нелагода, непријатност или кога ќе доживееме некој неуспех, некоја тага, болка, ние се изместуваме од таа централна наша линија и сме деконектирани и сме нецентрирани. Односно, тие негативни емоции ни кажуваат дека не сме во склад со нашето више јас и дека не гледаме зошто ова искуство нам ни се случува. Односно, ние ги гледаме само последиците од неуспехот и од негативното искуство кое што ни се случило сега во овој момент. Ама ние не преципираме дека во иднина можеби овој неуспех и ова негативно искуство е патот всушност до нашиот поголем успех и до некое уште подобро искуство кое што не чека. Што значи, ако ние успехот го класифицираме на висока вибрација и ако успехот ни носи емоции на радост, љубов, благодарност, мир, исполнетост, целовитост, ние препознаваме дека сме во склад со себе. Ако неуспехот е на таа ниска вибрација и неуспехот ни носи емоции на немир, тага, болка, разочарување, нели, понекогаш што знае да биде и пропратено со самокритика, со осудување, ние тогаш на таа ниска вибрација сваќаме дека не сме во склад со себе. Па тогаш ние треба да научиме да го пронајдеме патот до успехот преку нашите емоции. Односно, преку мирот, радоста, љубовта и исполнетоста, ние да се движиме кон успехот. Наместо да чекаме успехот да дојде, за ние да бидеме срекни и да бидеме на висока вибрација, односно ако дојде успехот, сега јас ако овој месец добијам 10 нови клиенти, ќе бидам многу срекна, ќе бидам исполнета, радосна и јас ќе бидам во мир. Ама, ако тоа не се случи, јас ќе бидам разочарана, на ниска вибрација, тажна, ќе се само осудувам, ќе се критикувам, како не сум успеала, зошто не сум успеала. Патот до успехот е преку емоциите, а успехот пак повторно носи емоции кои што само нели го потврдуваат она што сме го чувствувале. Исто и патот до неуспехот е преку емоциите. Ако јас постојано се критикувам, осудувам, сум разочарана, не сум задоволна и не сум благодарна од се што имам во животот, јас ќе сведочам на неуспех, на неуспех, на неуспех и на неуспех. И тоа ќе ми потврдува дека сум неуспешна и пак ќе се критикувам. И затоа што ќе се критикувам, пак ќе сведочам на неуспех. И како хрчакот што си трча во тркалцето, така и ние си трчаме низ животот. И животот брзо ни поминува, нели? Ама ако успориме и сватиме дека патот до таму каде што ние сакаме да стигнеме е преку нашите емоции, а ние нашите емоции можеме да ги регулираме и преку нашите мисли, односно ако ги промениме мислите, ги менуваме и емоциите. Ако ги менуваме емоциите, ги менуваме и мислите. Повторно еден круг. Тогаш ќе научиме дека многу лесно е да стигнеме до успехот. Ама нешто многу важно овде, попатно, треба да научиме. А тоа е дека ако доживееме неуспех, не треба да дозволиме тој неуспех да не спушти на најниска вибрација, да не тресне од земја, па оттаму ние повторно да се качуваме по скалата до успехот. Туку, ако научам дека јас сега медитирам, афирмирам, пишувам дневник на благодарност, работам курсеви за бизнис, па правам бизнис план, па креирам содржина и сето тоа го правам со цел, нели, за јас да имам поголем успех во бизнисот. И сега јас најдам на неуспех, не остварам соработка со клиенти или било што. Ако јас тогаш се
спуштам долу и почнам да се критикувам, осудувам, во немир сум, незадоволна, несрекна, јас паѓам на таа нула. А ако јас кажам, добро, оваа соработка не успев. Што ме учи ова мене? Или ја те креирам програма и не се продава програмата. Ако јас го сватам тоа како неуспех и ја пуштам мојата вибрација, јас од нула треба да се качувам по скалата до успехот. Ама ако јас сум дошла, да кажеме, до 6, ете, работам, правам се трудам да стигнем до успехот и сум на скалило 6, и јас таму доживеам неуспех и си кажам, ова неуспех. Не е ова неуспех. Ова е можеби лекција. Ајде да видам што научив од тука. Добро, можеби оваа програма немаше добар наслов. Можеби не бев јасна во тоа за кого е. Можеби треба јасно да дефинирам за кого е ова што го нудам. Можеби луѓето не ја разбираат мојата порака. Ајде да го променам концептот, ајде да дефинирам појасна порака. Можеби ќе побарам помош од мојот ментор. Можеби ќе научам повеќе за тоа како да креирам содржина која што ќе носи јасна порака. Можеби ако контактирам ментор или запишам одреден курс, јас ќе научам како подобро да се изразам и како да им кажам на луѓето како можам да им помогнам. И ако таа перспектива гледам дека ова не успех, тоа што јас сум продала, да речеме, 0 од програмата која што сум ја креирала. Ако го тоа променам и гледам како лекција, ова ме учи како јас да бидам подобра, тогаш јас ќе се фатам за работа, ќе превземам акција како да бидам подобра и од тоа што ќе го научам, јас следната програма што ќе лансирам, ќе ја продадам и ќе ми се потполни можеби во предвремен рок. Но ако јас тврдам дека тоа што сум го доживеала е неуспех и не сум заработила ништо и се критикувам и осудувам, јас паѓам на нула и од таму ништо не можам да постигнам. Емоцијата на жртва и ете мене што ми се случува е најниска можна вибрација и со таа вибрација не можам да манифестирам ништо подобро, односно со таа вибрација ќе манифестирам само универзумот да ми дава ситуација во кои што ќе бидам жртва. Затоа, ако неуспехот, ако разделба со партнер, ако завршување некоја соработка, бизнис соработка или било каква, ако некоја болест или диагноза ти се случи, ако доживееш некој неуспех на работа, ако твојата програма, план не оди добро, ако не ти се случува она што сакаш да ти се случи, ако финансиски не ги постигнуваш и остваруваш твоите цели. Ајде наместо на тоа да гледаме како на неуспех, да гледаме како благослов, како нешто најдобро што ти се случило и нека тоа биде одскочна точка и една одскочна даска која што тебе ќе те катапултира во една нова реалност. Исто како скокање на трамболина. Одиш долу, подиш горе. Одиш пак долу, одиш погоре. Одиш долу и скокаш уште повисоко. Одиш долу и скокаш уште повисоко. Така и во животот. Ама ако освестиме и свесни нашите реакции ги менуваме во правец и насока, да ние во овој момент се чувствуваме подобро, така ние не скршнуваме од патот на успехот, што и да е тоа за секој од нас, така ние не скршнуваме од патот во кој што сме во склад со самите себе. Од таа една наша линија, која што е на центарот на нашето тело. Ние сме центрирани. И ако наша задача секојдневно е ние да се враќаме во складот и балансот со себе и се центрираме секојдневно, секој од нас има различен начин на кој што сака да се центрира. Не постои црно и бело, не постои еден пат. Постојат милион патишта и милион начини да се стигне до крајната точка. Затоа, пронајди го твојот пат. Престани да слушаш и да следиш што прави некој инфлуенсер, како некој стигнал до одредена точка. Мојот пат можеби не е пат за тебе и можеби нема да ти годи на тебе. Можеби медитирање во 6 наутро, пишување дневник на благодарност и афирмирање не е твојот пат до мирот, до успехот, до целта која што ја посакуваш. Можеби за тебе медитација пред спиење е најдоброто нешто што можеш да го избереш за себе. Но наместо да слушаш некој друг, пробај да се послушаш себе. Пробај да го слушнеш гласот во себе, така ќе знаеш кога мирот ќе го почувствуваш дека си во твојата центрирана линија, дека не се оддалечуваш од себе. Пробај твојот неуспех
да го гледаш како благослов, како нешто најдобро што ти се случило. И ако почнеш да си афирмираш, ова е нешто најдобро што мене ми се случило, ова е за мое добро, од ова ќе произлезе нешто добро, ти така креираш однапред дека она што следи и днината која што те чека ќе биде подобра и посјајна од твоето минато. И дека овој неуспех ќе биде загарантирано најдобро нешто што ти се случило. Ама ако ова го гледаш како јас сум жртва, види што ми се случува мене, само мене ова може да ми се случи, нема да најдам друг партнер, кој мене ќе ме сака сега. Ако гледаш дека завршување на работа или добивање отказ, па каде ја ќе најдам работа, нема работа, ти ќе сведочиш на тоа. Ти ги живееш твоите мисли и твоите зборови. А ако не ми веруваш, слободно можеш да си запишеш на еден лист хартија која тема од твојот живот, кој дел од твојот живот не функционира баш најдобро. Ако немаш работа, ако немаш доволно финансии, ако немаш добар однос со партнерот, напиши кои се твоите мисли за партнерство. Дали веруваш во вистинска љубов? Дали мислиш дека љубовта е да имаш ти и пријател, и другар, и партнер во исто? Или мислиш дека партнерот е само партнер и не може да ти биде пријател? Или мислиш дека партнерот никогаш не може да те разбира како пријателка? Затоа и живееш таков однос. Ако веруваш дека партнерот е поддршка, разбирање и љубов, тоа ќе го живееш. Ако веруваш дека партнерот е само партнер, со кој што треба да го поминеш остатокот од животот, но не можеш да споделиш тајни, тогаш ќе живееш таков вид на партнерство. Ако веруваш дека парите многу тешко се заработуваат, тогаш ќе работиш многу тешко и многу напорно за да ги заработиш. Ако веруваш дека не може неочекуван извор на пари да дојде до тебе или некој нешто бесплатно да ти даде, тогаш ќе сведочиш на тоа како се макотрапно заработуваш и добиваш во животот. Така да не ми верувај мене, не верувај никому друг, но напиши на лист хартија само да видиш зошто одреден дел од твојот живот не функционира како што сакаш да функционира. И зошто одреден дел од твојот живот не е во најдобро светло. Може би твоите мисли и верувања те држат заглавена како хрчакот што се врти во тркалото. Па ако не знаеш како да ги промениш твоите мисли и верувања и како одреден неуспех во полето во кое што не ти е добро, да го промениш во успех и да биде најдобро нешто што ти се случило во животот, слободно можеш да ме контактираш и заедно да видиме зошто твоите верувања не работат во твоја корист. Односно, зошто ти се само саботираш, зошто работиш против себе. Неуспех не постои. Да се вратиме на темата на нашето денешно видео. А како да го претвориш неуспехот во најдобро нешто што ти се случило, така што ќе почнеш да афирмираш дека ова е за мое добро. Ова се случува за мене. Ова се случува со причина. Ова ќе донесе нешто добро. Ова е најдобро нешто што ми се случило во животот. И кога ти со вакви афирмации и вакви верувања гледаш на неуспехот, тогаш тоа ќе биде најдобро нешто што ти се случило. Што ако прекинување на врска со партнерот значи дека ти во иднина ќе најдеш партнер кој што ќе те цени, почитува, ќе те сака таква како што си? Што ако ова партнерство не било она што е избор на твојата душа? Што ако добивање отказ значи дека ти ќе најдеш многу подобра работа? Што ако те чека работата од твоите соништа? Што ако тоа што сега во овој момент немаш доволно финансиски средства, значи дека ти ќе добиеш гениална идеја и ќе почнеш твој сопствен бизнис кој што ќе ти донесе финансиска слобода. Ова што ако не е само теоретска можност. Ова е можно реално сценарио од твојот живот. И ти го креираш или не го креираш тоа сценарио. Бирај какви мисли мислиш, какви емоции негуваш и бирај што си зборуваш самата на себе. Можам или не можам? Ќе успеам или нема да успеам? И што и ако не успееш? Што ако неуспехот е само пат до успехот? Што ако почнеш да се сакаш и се прифатиш каква што си и престанеш да се осудуваш и критикуваш? Што ако од денес свесно бираш да внимаваш какви мисли имаш, што зборуваш
и што креираш. Работата на себе не е нешто што го правиме 1 месец, 2 месеци, 3 месеци и престанува. Нити духовноста не е такво нешто, нити успехот, нити мирот. Не е чувство кое што го постигнуваш и трае вечно. Тоа се работи на кои што работиме постојано и секојдневно. Свесно. Свесни избори. Среќен живот не се паѓа на лото. Среќен живот креираме. И не го креираш еднаш, ти се случува и готово, завршува, туку секојдневно. Добар родител не се станува во еден ден и готово ти си добар родител. Добар родител си така што секојдневно бираш како ти постапуваш во ситуациите со детето. Не само кога детето е среќно и ти си среќна, туку и во моменти кога има тантрум и кога не е расположено и ти кога не си расположено. Затоа работата на себе е патување, духовноста е патување. И ако научиме на животот да гледаме како едно искуство, како една игра, тогаш ние нема да се држиме за очекувањата што ги имаме и нема да гледаме дека пропуштаме прилики, дека животот брзо ни минува и на неуспехот нема да гледаме како неуспех, туку искуство, дел од играта, дел од патувањето. Ама ако престанеме да гледаме на работите од негативната страна и дека ги етикетираме како лоши и негативни, тогаш ќе гледаме дека ова е само сега, ова е момент. Тоа што во овој момент немам доволно финансиски средства на мојата сметка не значи дека нема да ги имам и во иднина. Ова е момент, а јас бирам да го променам тој момент. Бидејќи ова што е денес е веќе минато. Ти ја креираш твојата иднита. Ти го креираш она што следи. И не го креираш така што нешто убаво ќе ти се случи, па ќе бидеш среќна или среќен, туку креираш така што си среќен, благодарен, во мир, сега, па креираш во иднина исти такви искуства. Затоа неуспехот и било кое искуство, и успехот и неуспехот може да бидат најдоброто нешто што ти се случило денес. А тоа зависи од твојата перцепција. Свесни избори секојдневно не носат до тоа да ние бидеме подобра личност, да се чувствуваме подобро. Само кога сме добро, можеме да бидеме и подобри родители, и партнери, и во работата, и во кариерата. Ама за да бидеме ние добро, треба секојдневно да вложуваме труд да се чувствуваме добро. Данците, како најсреќен народ на светот, не практикуваат на децата да им кажуваат дека се многу паметни и интелигентни. А причината ќе ве остави во шок. На децата што им се тврди и им се кажува што од мали многу си паметен, многу си интелигентен, тие деца губат мотивација да направат нешто повеќе во животот. И кога ќе се сретнат со нешто што е тешко, тие мислат дека се препаметни за да го прават тоа тешко. Данците на децата им велат дека со труд можат се да постигнат. Не им велат глупав си, паметен си, интелигентен си или не можеш, или не знаеш, туку им велат ако се трудиш ќе успееш. Со труд ќе бидеш се подобар. И кога нешто ќе покажа децата, например некој цртеж, кој што не е баш во најдобро издание, наместо да му кажат на детето браво, одлично е, му кажуват добро е, ако пробаш уште еднаш да нацрташ, сигурно сум дека ќе биде уште подобро. Ги мотивираат децата повеќе и повеќе да се трудат за повеќе да успеат. Ама кога не успеваат, не ги критикуваат. Туку им велат добро е, супер, сигурно сум дека можеш и уште подобро. Наместо да ги лажат децата, леле колку убава риба си нацртал или не знам што, добро е, ама може и подобро. Ако се трудиш повеќе, ќе научиш подобро. Кога возат велосипед, секој ден си се подобар, браво. Секој ден си се подобра. Секој ден повеќе и повеќе успеваш. Така и ние во животот. Ако се трудиме и ако вложуваме труд, ние ќе успеваме да бидеме се подобри и подобри. Наместо како хрчок да трчаме во тркалото, можеме да се освестиме, да успориме и да видиме како ние тоа се однесуваме во животот, па животот ни протрчува. И како можеме да се однесуваме, за да забавиме и за да
животот ни забави малку, да бидеме посвесни и поприсутни. Верувам дека секоја наша перцепција и секој наш избор денес не води до подобро утре. Или до полошо. Зависи од нашите свесни одлуки денес. Па ти направи свесна одлука денес да внимаваш на тоа да бидеш добро. Свесно бирај мисли и емоции во кои што се чувствуваш добро. Свесно бирај во какво обкружување си, кој е околу тебе, свесно бирај какви разговори водиш. Дали ќе ги критикуваш и осудуваш другите, или ќе ги пуштиш да живеат како што сакаат. Дали ќе се критикуваш и осудуваш себе, или ќе се пуштиш да бираш во овој момент да се чувствуваш добро, а утре да направиш повеќе, да направиш подобро. Неуспех не постои. Совршенство не постои. Ајде тогаш да се ослободиме од тоа да тежнееме кон нешто што не постои. Доволно е да бидеме добро во овој момент, за да креираме добра иднина утре. Само од добри емоции и на добра вибрација креираме нешто добро утре. Мир, љубов, добрина, тоа е она кое што треба да го шириме, за да ни се врати назад. Ти посакувам убав понеделник, убава работна недела. Јас ќе продолжам да бидам овде да те мотивирам и инспирирам. И се надевам дека ова видео ти беше корисно, за да се ослободиш себе кон тежнење кон нешто што не постои. И верувам дека баш ти денес требало да ги слушнеш овие зборови. Ќе ми биде многу драго додека споделиш со мене нешто што ова видео те мотивирало да го направиш поразлично денес. А доколку ти се корисни овие видеа, исто така ќе ми биде мило да прочитам коментар од тебе, за да бидам и јас мотивирана да продолжам да снимам понатаму. Ти испраќам многу љубов и се гледаме во следното видео. Чао!